Во овој момент владата не може повеќе да се бори со високата инфлација, призна вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Во владата размислуваат и да активираат дел од стоковите резерви за колку толку да се спуштат некои цени надолу. Битики во ТВ интервју рече дека инфлацијата била увезена, повисоките цени на суровините и готовите производи од странство биле реалност, а увозно зависните земји како Македонија тешко се справувале со постојаниот раст на цените. Сепак тврди дека мерките дале резултати. Инфлацијата минатиот месец достигна 16%, а дел од мерките се ограничен извоз на пченица и брашно, како и замрзнување на маржите за трговците. Дали можеме во овој момент повише да се бориме со инфлацијата? Јас ќе кажам не, затоа што таа е увезена. Многу добро знаат и опозиционерите дека во суштина кога имаш економија која што е извозно зависна и увозно зависна, дека е многу тешко да се бориш против инфлацијата, освен мерките кои што соодветно се носат во овој период. Битики упорно уверува дека во продавниците и маркетите ќе има леп по, како што кажа, пристојни цени. Сепак последниве неколку недели цената на основниот прехранбен продукт урива рекорди. Просечната цена е околу 50 денари, а некои видови на леп се продаваат и до 100 денари. Конечно, по многобројните апели на мелничарите, владата почна да размислува за активирање на стоковите резерви. Битики не потенцира кога тоа би се случило или пак за колку би се намалила цената на лебот. Во одредени сектори знам дека има една дискусија околу лебот, да интервенираме и со стоковите резерви ако навистина тоа е потребно. Но мислам дека сега полека сите се враќаат од летните одмори, ќе се отвори дискусијата, но јас секако на сограѓаните мои морам да им укажам дека леб ќе има и по реално пристојни цени. Бизнисот повеќе од половина година бара од владата да ги активира стоковите резерви за да има ефтина суровина за производство додека да стаса родот од новата жетва. Сепак на терен проблемите се очигледни и покрај ограничениот извоз и една од најголемите реколти последниве години, цените никако да паднат. Лебот во јули бил поскап за 37% споредено со истиот месец лани. Ова поскапување не го вклучува новиот пораст на цената на лебот на стартот на месецов. Најмногу поскапело сончогледовото масло за над 50%, а за над 20% поскапо се продаваат и месото, млекото, јајцата, сирењето, зеленчукот. Земјоделците пак од друга страна се бесни. Оризопроизводителите веќе излегува на протест, а лозарите закажаа блокирање улици викендов. Земјоделците се незадоволни бидејќи произведуваат, а не може да заработат, главно поради ниските откупни цени.